И започнуваме со првото интервју кое што ни е предвидено за денешното издание на Студио 10. Заедно со нас преку Zoom врска ја вклучуваме Елена Трајкова, која што пак и ни беше гостинка минатата година, и Свети Николе, морам да признам дека се многу активни на полето за еднаквоста меѓу мажите и жените, особено за остварувањето на правата и на оние жени кои што спаѓаат исклучително во едни маргинализирани групи, и токму заедно со нас преку Zoom зборуваме за тоа како 8 март во Свети Николе ќе биде еден малку поинаков 8 март и под слоганот "Прегрнија солидарноста". Елена, доколку се слушаме, се надевам дека да, добре дојде, добро утро. Добро утро, Огнен. Како си? Одлично е работно, петочки во канцеларија. Ке бидеме кратки и ефективни, а ирлија работа. Ке зборуваме токму за тоа што вие имате предвидено сега, веќе ми се чини од следната недела почнувате, еден малку поинаков 8 март, односно слоганот "Прегрнија солидарноста", вие тоа што го имате зацртано за одбележувањето и имате цела една агенда подготвено, така што ајде да почнеме откако последниот пат ни беше во студиото, тоа беше минатата година некаде при крајот во, ми се чини за октомври. Во октомври беше месец. 25, да. Да, се чини дека вашата независна иницијатива, односно НИКА, е поприлично активна на ова прашање и ги издружува сите и издруженија и жени кои што сакаат да бидат активни во општеството. Да ги подсетиме само малку гледачите што е НИКА. Да, како и кога бев во октомври ви кажав, НИКА е неформална мрежа на жени во општина Свети Николе. Идејата започна 2019 година, кога тогашната претседателка на Комисијата за еднакви можности и координаторка во општината дојдоа до идеја за некој розов марш или Свети Николе во розово Свети Николе. И во тој марш се вклучија сите граѓански организации, образовни институции во градот и општината. Видовме дека е успешна идејата и Ожо го препозна сето ова, и преку проектот Јаки жени, јак над заедницата 2, финансиран од Квина од Шведска, дадовме структура на оваа неформална мрежа, односно добивме и своја програма и си работиме цела година на одредени прашања што ги вклучува жените. Кога бев во октомври зборувавме за месец октомври и ракот на дојката, а сега веќе е месец март и НИКА работи за еден поинаков 8 март. Ти веќе спомна дека почнуваме од понеделник, но ние всушност онлайн кампањата ни започна од 1 март. Имаме онлайн кампања "Прегрнија солидарноста". Солидарноста е многу важен аспект на секоја жена и женската солидарност ги признава сите извори на репресија што една жена може да ги доживее, вклучувајќи репресијата врз основа на класа, етничка припадност, религија, раса, етички и политички убедувања. Зошто се одлучивме за да ја прегрнеме солидарноста? Затоа што солидарноста создава чувство на заедништво помеѓу жените и произлегува од споделените искуства, затоа што секоја жена споделуваме иста борба и исти искуства и да ни дава способност меѓусебно да се ги славиме успесите, односно сваќаме дека индивидуалниот успех е успех на поголемо ниво. И сега имаме онлайн кампања "Прегрнија солидарноста", започна од 1 март, каде што беше испратени инструкции до сите институции, другите жени ги проследија тие информации, добиваме слики од жени кои што се прегрнати со цитати за солидарноста и прилично добар одзив имаме, затоа што досега имаме собрано на 25 слики кои што ќе си одат секој ден и ги повикувам и другите институции и фирми во Свети Николе слободно да ни ги испраќаат на мејлот Ника Свети Николе Gmail слики од жените во своите институции. Да, тоа сакав, Елена, да те прашам, значи одзив веќе има добар, бидејќи 25 за 3 дена, тоа е сосем соодветно и доволно за сега. Дали може би на крајот, кога ќе ги соберете сите овие фотографии или нешто слично, размислувате, ако не сте размислувале, ве јавно идеја давам, например некоја завршна изложба, да речеме, или нешто, некое заедничко јавно представување кое што ќе го направите? Да, Огнен, тоа е одлична идеја и не би било прв пат на тоа да го направиме.
затоа што сам Ожо Свети Николе претходно, не Ника, туку Ожо Свети Николе, од кај што ја доаѓам, претходно има направено и таква книга за жени први во својата професија, па толку успешна кампања за 8 март произлезе, па потоа во музеот имавме изложба и цела книга е излезена од сето тоа, па можеби нешто слично да одиме и во таа насока повторно. Елена, вклучени се сите организации кои што се занимаваат со прашањата за жените, така? Да, значи вклучена организација на жени, граѓанска иницијатива на жени, потоа вклучено е Кирил и Методи, Гоце Делчев, Даме Груев, тоа се основните училишта, вклучена е општината, а посебен придонес дава општината и координаторката за еднакви можности во општината и комисијата за еднакви можности е вклучена, потоа се вклучени активот на пензионерки, Унијата на жени на ВМРО ДПМН и форумот на жени на СДСМ. И сега почнуваме со настани, физички настани од 6 март. Според програмата, првиот настан на 6 март ќе ни биде настан жена за жена. Овој настан е волонтерски, целосна идеја на девојчиња од средното училиште Кочорацин. Ние само ги подржуваме, цела нивна идеја ја подржуваме, тие дојдоа до идеја да зборуваме за солидарноста во училиштето, каде што ќе има дадени 3 флипчарти или флипчарта каде што ќе можат девојчињата и машките да пишуваат зошто ги почитуваме жените, што значи солидарноста за мене, и од тие флипчарт идеи што ќе ги напишат таму, ќе произлезат слогани кои ќе бидат употребени за следен настан, а тоа е маршот на жени на 8 март, каде што традиционално во Свети Николе се полага цвеќе и Ника како група во голем број ќе излезе и ќе ги носи слоганите кои што самите деца ги имаат напишано. Така. Елена, кога разговараме за ова, тоа е за почетокот. Маршот си е стандардна форма на изразување и предпоставувам дека дури и за маршот исто така сите се вклучени заедно, нема некој што одстапува од сите овие што ги наведе на почетокот. Сите што се наведени ќе учествуваат во маршот и сите даваат своји идеи и допринос како да изгледа овој месец со активности. Признам дека многу ми се допаѓа, мислам дека човек треба да ве земе како пример за соработка помеѓу луѓе со различни пристапи, различни идеологии, политички и слично, и мислам дека од вас треба да учи државата во однос на организацијата, така што секоја чест за тоа. Да, јас се надевам дека слушаат, па ќе земат пример. И да не слушаат, ќе им испрати некој сигурно. Во делот на самата организација за следната недела, таму главните настани, впрочем, ви се следната недела, пред, за и околу 8 март. Да, главните настани почнуваат од понеделник на 6, како што кажам, со средношколките во Кочорацин, потоа следува организација на жени на 7 март. Може да видиш и позади мене веќе ги имаме подготвено плакатот. Малку поинако по 8 март. Нудиме културна алтернатива за една женска вечер, која ќе ве насме, ќе ги презентира на поинаков начин стереотипите кон жената, дискриминацијата во општеството, но и солидарноста и еднаквоста. И тој ќе биде стендап настап со режисерката и стендап комичарка Софија Ристевска. Ќе се одржи во 19 часот во Домот на културата Крстен Мисирков и влезот е бесплатен. Да, но ми се чини за над 15 години. За над 15 години. Така ни кажа самата Софија ни кажа, за да не се... Така е. Да не си прави свој лимит за што ќе зборува. Така е, да. За тоа баш кога го видов плакатот и најавата, видов дека е назначено и реков да го назначиме и јавно. Добро, 8 март веќе кажавме, маршот си се одвија, започнува ми се чини во 10, ако не се лажем, така? Маршот е во 10 часот традиционално, сите од Ника ќе бидат вклучени, ќе одиме кон полагање на цвеќето и како што кажав, ќе ги носиме слоганите од средношколците. И после на 10 март мислам дека има. Така е. На 10 март ќе има јавна дебата организирана од граѓанска иницијатива на жени Киш Свети Николе, вклучи се за економска, политичка и социјална рамноправност. Ќе бидат представници од институциите и од граѓанскиот сектор вклучени на оваа јавна дебата. Елена, јас не би те задржувал повеќе со оглед на тоа дека ќе се зборува многу во текот на месецот март за овие прашања, така што мене ми беше идејата чисто само да најавиме што имате вие во план и предвидено за периодот кој што следува.
И во текот на месецот, после 10-тиот, како ќе ви завршат овие главни активности во рамки на кампањата, си продолжувате со она што го најави на почетокот со онлайн кампањата и слично. Да, онлайн кампањата си продолжува кон текот на целиот месец ќе си тече. Така. Елена, ако Да. немаш што да додадеш, јас немам што да те допрашам. Благодарам имам, Оглен, што ама ја ќе оставам за препознаваш. друг пат. Да, што ја препознаваш работата на Ника и ни даваш простор да зборуваме за нашите активности. Ще Благодарам. гледаме за следна активност што ќе има Ника. Благодарам многу, Елена, и ајде па да се видиме на маршот, ако не пак следна недела. Добро. Некако те очекуваме. Благодарам многу, пријатно. Пријатно.